Дрвократци во неделата на Радански пат во Штип предизвикале голем инцидент, откако шумската полиција се обидела да сопре претоварена лада со дрва. Кратците не застанаа, туку побегнаа. Набру го заглавија во кал, пошто ги скршија волонот и стаклата. Шумската полиција се обиде да се приближи, но тие кон нив почнаа да маваат со дрвја. Предвидувајќи поголем инцидент, шумската полиција побарала асистенција од редовната полиција. Полицијата пристигна со 2 возила, но во исто време на местото се собраа се повеќе луѓе. Практично беше невозможно да се постапува поради што полицијата повика ново засилување, па пристигнаа уште 5 полициски возила со полицајци, на што се одговори со околу 150 на собрани роми. Тогаш навистина настана хаос и предстоеше вистинска војна. Сепак, шумската и редовната полиција во последен момент успеале да ја изменаџираат критичната ситуација, пошто се поднесени 2 пријави за спречување на службено лице во извршување на работни задачи. Од полицијата за настанот од неделата во кој за милиметри е избегнат голем инцидент, велат. Додека полициски службеници обезбедувале патничко возило натоварено со огромни дрва кое претходно било запрено, поголема група на граѓани им упатувале закани, почнале да ги растовараат дрвата од возилото, дел од нив го стартувале возилото и побегнале, а останатите со физичка сила и закани ги спречувале полициските службеници во вршењето на службените дејствија. Се работи на комплетирање на случајот, пошто против сторителите ќе биде поднесена кривична пријава. Во меѓувреме шумската полиција повторно патрулира на местата каде се спроведува недозволено сечење дрва, но одсега ќе има и друг вид контроли. Интензивно ќе се оди во секој двор и ќе се проверува идентитетот на дрвата што ќе бидат пронајдени. За поседување немаркирани дрва казната е 3.500 евра. Санкција која задолжително ќе се применува. Апелираме до граѓаните да не купуваат крадени дрва и да не ги стимулираат дрвократците. Порачуваат од шумската полиција.